пресуте по повод нашиот концерт на 12 октомври, задутре, а со повод за турнејата која предстои во 2019 година низ нашата република, низ Македонија. Одлучивме концертот да почне од Струмица, со нашите струмичани и потоа да продолжи по сите градови на Македонија. Сакам да кажем дека на тој концерт ќе имаме и наши гости, луѓе кои се спријателивме многу од серијалот Никогаш не е доцна, меѓу нив еве тука и Мигос, Мирзат Перванич Мигос, ќе биде Марко Жигмановиќ, ќе биде Билјана Прокиќ, од нашата естрада ќе бидат Мирче и Жана и групата Интервали, Горан Алачки, од Бугарија ни доаѓа Иван Ѓаков и Ивана Ѓакова, така да во петок, и Благица Калева, во петок имаме спремено отприлика околу 2 часа добра музика. Многу одамна нашите фанови не предизвикуваа за тој концерт, да кажем, што ќе се одржи, бидејќи многу одамна ние правевме од тој тип концерт, мислам дека беше пред 14 години, да. И после тоа некако, не знам, можеби кривицата е во нас, требаше навреме да го побрзо да го направиме тоа, но сепак, нели, како што е емисијата Никогаш не е доцна, значи никогаш не е доцна да се направи концерт од тој тип. И баш предизвикот што ни го направија сите фанови, затоа сакаме да им ја оствариме оваа желба. И тоа што кажа Горан, не само во Струмица, туку на ниво на целата наша земја, сите луѓе се некако, ајде да си дозволам да кажам дека се и жедни за убава музика. И можеби и тоа е најголемата причина што сакаат да слушнат од нас, сакаат да не видат, а немаат можност. Затоа им ја пружиме оваа можност, овој старт во Струмица, да продолжиме концерти низ целата земја. И репертоарот, да, точно е дека ни беше тешко, бидејќи имаме многу прекрасни песни кои што стварно заслужуваат да бидат исполнети на концертот, но имаме и гости кои што ги кажа Горан, така да ќе направивме еден прекрасен репертоар да уживаат и токму ја избравме салата на Центарот за култура Антон Панов, бидејќи има некоја топлина и убавина каде што можат да слушнат, бидејќи различна е акустичноста во спортските сали, различна е тука, и затоа ние сакаме да им ја дочараме оваа пријатна атмосфера, баш затоа го избравме Центарот за култура Антон Панов.